Майк чек. Најпрво фала Сандра, фала до поканата и фала за ова добро интро. Се надевам ќе дојдам до очекувањата што ги постави. Браво и до цела екипа и цела организација, фантастична конференција до сега. Се надевам ќе продолжам така. До сега уживав како слушател, сега малку ќе се измачам како говорник. Ама идам после на слушање на нови презентации. Здраво до цело ова големо комјунити, што ми е многу мило што го гледам. Ќе представам денес една тема со наслов 1000 зошто, 1000 затоа. Сакам да го представам дизајн процесот низ таа некоја призма на прашање и одговори. Бидејќи мислам и верувам дека дизајнот е креативна работа и техничка работа, меѓутоа и детективска работа, и тоа е нешто што ќе пробам да ве убедам денес. Ќе има некои работи што ги знаете, да ги повториме, ќе има некои нови работи, ама ќе биде се спакувано, се надевам, на еден нов начин за вас. И се потрудив да има нешто за juniors, да има нешто за seniors, да има за лидови, дури и за девелопери и продакт онери што запознав денес тука. Одиме. Прво прашање, и не ви кратам од корисниот контент од тие 1000 прашања, тоа првото прашање, кој сум јас? Јас сум татко на 2 деца, аматерски шеф, фан на жива музика и спорт тркач, на спори трки сум прилично брз. Читател, повеќе читав претходно пред децата што ги спомнав горе, и да не ве давам со сите мои интереси, меѓу другото сум и дизајнер, секако за тоа сум тука. Мал дел, ама битен дел од мојот идентитет. Сето ова што го гледате тука со име Филип Мишевски. Доаѓам од Скопје, меѓутоа последните 10 години живеам во Амстердам. Сликите што ги гледате од Амстердам се од неколкуте сончеви денови што ги имам доживеано таму во последните 10 години. Сега мало CV за подобро професионално запознање, ме запознавте како човек. Сега како дизајнер, моите почетоци се тука во Скопје, во Nexens, во времето кога UX не беше познат како UX, и во времето кога во мода беа шарени позадини и многу текстури, за среќа се враќаат некои моди, па не ми е многу срам да ви ги покажам овие стари дизајни тука. Од таму отидов во фриленс водите, продолжив со тоа да дизајнирам за веб и апликации секако, меѓутоа работев и на поголем опсек на работи, како например брендинг, адвертајзинг, дури и пекеджинг во одредени проекти. И повеќе отидов во таа фаза на тоа да бидам продукт дизајнер. Со тоа мислам повеќе инволвирам во стратегијата на некоја апликација и од почеток до крај развој и менаџирање на тие апликации. Ова е една слика од тоа време. Од таму отидов во Холандија, ова се дизајни за веб апликација на компанијата The New Motion, што ми беше прво работно место таму. Бев еден дизајнер во компанијата, во технички тим од 15 девелопери, значи 1 против 15. Ама не беше борба, малку се шалам, добра екипа и добри времења, добри нови лекции. Некои од тие лекции и беа тоа како да бидам и продакт оунер. Го правев тоа за апликацијата на компанијата. Од компанија со 100 вработени, New Motion, која што ја представив, во компанија со околу 60.000 вработени, ING, глобален банкарски гигант. Дизајн тимот во еден момент ми беше околу 60 на луѓе, што беше повеќе од пола од претходната компанија. Значи, чисто да ви доловам за скейлот на тимот и на компанијата. Ова што го гледате тука е дизајн за иднината на банкарската апликација на ING, која што е користена од околу 7 милиони луѓе во Холандија и во Белгија. Повеќето примери после презентацијата ќе ми бидат од ваму и убаво е да го запамтите овој проект, пошто ќе се навратам на него. И сегашната станица Booking. Работам во финтек департманот на Booking, задолжени сме за последниот чекор од Booking процесот, тоа е плаќањето. Ова што го гледате тука е мал дел од тоа што го правиме, тоа е сите методи за плаќање што ги поддржуваме низ светот. Секој лого тука што го гледате е флоу кој што треба да се дизајнира, оптимизира и лансира и луѓе да го користат и да плаќате со него.
Да се вратам на презентацијата, не сум ја толку битен, но ова е темата. Сега ќе дам мало интро на темата и ќе почнеме од насловот. Насловот е инспириран, тоест украден од книгата со исто име. И сакам сега да направам една брза анкета, колку луѓе во публиката ја знаат книгата. Супер, машала. Супер, значи ќе искрирам мала носталгија, што ми е многу мило. Не знам дали знаете, меѓутоа слушнав од други дека во книгата има многу лоши лажни информации. Значи сме учеле нешто на времето што веќе не е релевантно. Не проверив, ама така ми кажа. Сега ќе се потрудам мојот муавет тука да не ја следи таа работа, туку да остане релевантен. Како ќе се обидам да го направам тоа? Ќе пробам да ви понудам некои мисли и перспективи што се независни од тоа која алатка ја користите и независни од тоа која методологија или процес го користите. Алатките, да ги спомнам. Почнавме, можеби некој почнал и со други алатки, by the way. Меѓутоа јас конкретно почнав со Photoshop, од таму отидовме на Sketch, од Sketch сега сме на Figma, Figma е новиот крал. Меѓутоа знаете, дизајнот е малку како Game of Thrones и кралевите, не знам дали знаете Game of Thrones, ама кралевите губат главата. И се шпекулира веќе на Твитер од светските дизајн инфлуенсери, дека Figma е можеби на излезна врата. Не се сложувам, меѓутоа се нудат некои нови перспективи како AI алатки се новата Figma и така дале. Се е можно, го паметиме InVision, веќе не е со нас. Тоа е алатка што некои од нас ја користеле на дневна база, не постои веќе, Figma е замени. Дизајн методологии исто ги спомнав, Design Thinking, супер ја знаеме, сите сме ја користеле или ја користиме, меѓутоа и за тоа се шпекулира дека готово на излезна врата е. Ова е некоја нова методологија која што се вика Stingray AI Innovation Framework. Тука е само за илустрација, не знам ништо за методологија, така да не ме прашувате. Ама чисто е за илустрација дека се иде на некои нови моди. И сега пак да се вратам на што ви го кажав, сакам да ви понудам нешто што се надевам ќе биде релевантно без разлика на алатки и на методологии. А тоа е дека според мене дизајнерот е добар колку прашањата што ги поставува и одговара. И ова ми е главната теза на муабетот. И сакам да потенцирам едно нешто, а тоа е моментот одговара. Че не е доволно само да поставуваме прашања и да бидеме, ќе се нашалам малце да бидеме досадни, треба и сами да најдеме одговори на некои прашања, а и нас ке не прашуваат и ние треба да знаеме да одговориме. Тука зборувам ке не прашуваат нашите стейкхолдери, ке не прашуваат нашите колеги и доста битно ке не прашуваат рекрутерите, интервјуерите кога аплицираме за работа. Значи треба да имаме добри прашања и добри одговори за да одбраниме дизајн, за да искреираме добар дизајн и за да одбраниме и да се продадеме, условно кажано, себе си. Некој од вас ќе каже, Филип, чекај, малце, дизајнерот е добар колку дизајнот кој што го креира и кој што оди лайв, просто се сложувам. Меѓутоа тоа е тема на друг муавет, мислам дека е добро да поставиме добра основа прво, а потоа да одиме и на ова. Ќе зборам и за тоа нормално како креираме дизајн, меѓутоа пак низ призма на прашања и одговори. Да повторам, дизајнерот е добар колку прашањата што ги поставува и одговара. Сега, во насловот имам 1000, така? Дали мора да бидат 1000? Нормално дека не мора, за мали проекти нема шанси 1000, дури за големи проекти, меѓутоа една од поентите што сакам да ги направам е колку повеќе прашања поставите и одговорите, толку подобро. Сум работел со 0 прашања и со пикселизирани логоа и се вадело нешто. Мислам дека сите тука сме ваделе нешто во такви ситуации, меѓутоа пак ќе кажам колку повеќе толку подобро. И пак ќе кажам, дизајнот е детективска работа и треба да бидеме што е можно подобри детективи. И мислам дека со колку повеќе одговорени прашања се движиме значи од среден квалитет до подобар квалитет и од графички дизајнер до продукт дизајнер. Се движиме од екзекуција, само екзекуција, до екзекуција и стратегија. Се движиме од junior дизајнер до head of design со сите нормално позиции измеѓу. И се движиме од дизајнер до нешто ново, нешто друго. Се движиме до можеби product owner, founder, entrepreneur,
Не знам што ќе донесе иднината реално. Ама мислам дека со овој пристап ќе бидеме поспремни за тоа. Да бидеме реални, ќе понудам еден идеален процес и пак ќе ги спомнам тие 1000 прашања, нешто што можеби е недостижно, и сега треба вие сами да си процените дали вашата околина дозволува толку прашања и може да ви даде толку одговори. Не ќе да ве ставам незгодно, не ќе не дај Боже да ве отпуштам ако прашувате нешто што не можете да го прашате, вие најдобро си знаете. А пак ќе кажам колку подобро, колку повеќе толку подобро. И ќе се навратам малце на ова во следното поглавје од Моаветов. А следното поглавје е принципи, бидејќи мислам дека секогаш треба почнеме од принципи, наши принципи како дизајнер, како еден човек и принципи како тим, а потоа да се движиме низ скалата на прашања и одговори. Прв принцип, што мислам дека сите треба да го имаме, е тоа дека треба да трагаме по одговори. Работиме проактивно, истражуваме и не почнуваме додека не сме самоуверени дека знаеме доволно. Мало објаснување тука, во главном сакам да кажам дека не треба да чекаме ништо на тацна, дека ние треба да бидеме тие што иницираме product discovery. Не работиме во изолација. Што значи ова? Прашуваме корисници, консултираме дата, интервјуираме stakeholders и експерти, вклучуваме колеги дизајнери и колеги од други дисциплини. Ако не може се од ова, не може, ама барем нешто нека може. Во тој случај сигурно веќе нема да бидеме во изолација, нема да бидеме само ние на тој проект. Отворени сме за прашања. Тие луѓе што ги спомнав претходно, stakeholders и колеги дизајнери и колеги од други дисциплини ќе не прашуваат и нас и треба бидеме отворени и спремни за прашања. Бараме конструктивен фидбек, не е само чекаме и малку се криеме од фидбек, туку активно ние сме тие што го иницираме фидбекот, да дојде и да го употребиме. Антиципираме прашања и спремаме одговори. Нормално сосема е нормално да дојде некој да не праша и ние да кажеме не. Меѓутоа убаво би било да бидеме спремни со одговори за кога ќе ги добиеме прашањата да ги понудиме. И последно тука, не сме дефанзивни, според мене е многу битно. Сум видел доста брилијантни дизајнери што фидбекот го сваќаат лично и понашки кажано си патат од фидбек кој што реално и треба да го употребат и да одат напред подобро. На тема одење напред, тоа е следниот принцип. Креираме во секоја фаза од процесот. Значи не треба овие 1000 прашања да ги одговориме сите од старт, туку креираме прашања, поставуваме прашања, креираме дизајн. Тој дизајн носи кон нови прашања, кон нови одговори, кон нови фази од процесот. Втората поента ми е во контекст на тоа. Прашуваме за да забрзаме. Со ова мислам, не прашуваме за да направиме некој пушбек, да си купиме време, туку прашуваме напротив за да убрзаме и да одиме понапред во процесот. И она што го кажав претходно, знаеме кога и колку можеме да прашаме. Примерот што го понудив е можеби околина која што не ни дозволува многу прашања, топ-даун е, ни кажуваат ова треба да се направи, ние го правиме. Другиот пример би бил околината е добра, меѓутоа има некој пожар што треба да го изгасиме, така да во тој случај одиме одма на акција и здравје ќе прашуваме и ќе одговараме во друг проект кој има повеќе време. Сега мала сума на она што ви го кажав до сега. Зборував за овој најдолниот слој. Мермер, бетон, ChatGPT ми изгенерира, не знам точно што е. Ги имаме нашите принципи, и овие принципи се тоа што си го носиме со себе во било кој проект што ќе го работиме. Затоа и почнав со него, пошто е нашата основа како дизајнери и нашата основа како дизајн тим. Сега во следниот дел од Моаветов ќе збориме за ова што е железниот слој во средина. И ќе биде ова сега малку осврт на темата, без да можам добро да преведам. Разлика помеѓу doing the right thing и doing the thing right. Првата фаза е дали го правиме правото нешто.
ќе има повеќе смисла, се надевам, кога ќе почнам да зборам. Бидејќи одиме на поглавје број 3, а тоа е проблемот. Проблемот кој го решаваме. Прво, клучно прашање во оваа фаза, и мислам дека го очекувавте дека ќе го видите, тоа е зошто го правиме ова. Или кога нештото нема смисла, зошто побогу го правиме ова. Многу често ни доаѓаат такви прашања и оној момент што го видовме преска како what the fuck, значи зошто го правиме ова. Нормално го одговараме прво тоа прашање. Најлесен одговор на тоа прашање е бидејќи корисниците го бараат ова, го сакаат ова и го бараат ова многу долго време. Ова е само еден исечок од фидбек на клиент на ING, во кој што на тацна е сервирано што бараат и што сакаат. Преска кажав дека не треба да чекаме нешто на тацна, меѓутоа ова е нешто што го добиваме од како трагаме, на тоа мислам. Тука клиентот на брзински ќе ви преведам, јасно си кажува, сакам тренер за мојот буџет. Сакам да ги видам моите приходи и моите трошоци во категории, дури и дава примери, так. Да имам добар преглед каде ги трошам парите, добро да биде представено со графици или нешто слично. И вашите конкуренти го нудат ова, баш би сакала да го имам ова. И ова е еден од многуте примери што ги најдов од како истражував и копав по нашите фидбек канали за оваа иницијатива. Чи почнуваме со корисниците, тоа беше еден пример да ги представам овие клучни прашања. Кој е корисникот? Кој е проблемот на корисникот? Колку е голем проблемот? Со овие прашања можам да кажам и неколку подпрашања. Например, дали нашиот корисник се сите корисници, за сите правиме муавет? Дали е некој power user? Дали е пријател на газдата или мајката на газдата? И тоа се случува. Значи, треба да разјасниме за кои корисници правиме муавет и колку е голем проблемот. Дали е нешто што се случило вчера или го имаме неколку години? Дали е нешто што ги блокира корисниците или малце ги нервира? Така? Тука веќе доаѓаме до четвртото прашање, кое што е кој е моменталното customer journey, кои се pain points кои сакаме да ги решиме? И број 5, дали го имаме валидирано проблемот. Мислам дека 4 и 5 може и да се спојат, бидејќи customer journey реално треба и да биде валидирано, треба да имаме зборено со луѓе за да стварно видиме дека тие се pain points, а не дека ние ги замислуваме и дека може ги правиме и поголеми или па и помали од тоа што реално се. Значи тука сепак мислам дека треба да има некој ресерч, меѓутоа тој ресерч треба не да биде usability study или usability може да биде ако нештото постои, меѓутоа ако креираме нешто ново, треба да седнеме на муавет со корисниците и да збориме за потреби, за незадоволени потреби и така натака. Бизнис проблем. Многу битно, не можеме без ова, пошто не работиме само за корисникот. Примерно работиме за бизнисот, да бидеме реални. Така да треба да прашаме, кој е бизнис проблемот, кои метрики сакаме да ги мрднеме, дали конкуренцијата го нуди ова, и тука за број 3 мислам дека е битно да направиме еден добар desk research или шпионажа, да видиме дали го нудат, како го нудат и уште подобро ако можеме да најдеме и некои резултати. Што точно мислиме со одредени термини во дефинирањето на проблемот и дали бизнис проблемот го зема во предвид корисникот. Мала финта тука, го спомнам пак корисникот кога збориме за бизнис, за да го натараме бизнисот да размислува на корисникот. Можете слободно да употребите истата финта, се надам ќе работи. Пример. Меѓутоа пред примерот вода ако може. Фала што ме почекавте. Примерот тука е дизајн артефакт кој го создадов во оваа фаза и ги одговара малку овие прашања број 4 и број 5. Што точно мислиме со одредени термини и дали бизнис проблемот го зема во предвид корисникот. Мојот бизнис во случајот ING дојде со прашање и со барање, што е навидно едноставно. Сакаме нашата банкарска апликација да биде по-engaging.
Сега првото прашање тука ми беше зошто побогу сакаме да бидеме апликацијата engaging, банкарска апликација сме во принцип. И почнав да го одговарам прашањето, прво сам за себе, нормално во консултација со бизнисот, а потоа и за мојот дизајн тим, а потоа нормално и за нашите корисници, што значи тоа да биде engaging и што тој engagement ќе донесе за корисниците. Не може тој engagement да постои само за причините на бизнисот да направи повеќе пари. И овој дизајн артефакт во оваа фаза е отприлика 10 на страници, е само текст. Ништо повеќе. И ни служи за alignment, за порамнување со бизнисот и да се осигураме дека зборуваме на ист јазик. И доаѓаме на нешто вакво, кое што е дел од документот, кое што дава правец, реално. Правец кој што е, пак ќе кажам, договорен со бизнисот. Да преведам грубо, ќе одиме над тоа да нудиме базична банкарска апликација, над тоа да биде апликацијата само трансакцијска, во која што влегуваш, правиш трансакција и си одиш, туку апликација која што ќе го дигне твоето финансиско здравје на следно ниво, меѓутоа за ова треба да понудиме нови содржини, нови услуги. И како бизнис резултат ќе имаме апликација која што е по-engaging и ќе отвори нови комерцијални можности. И сега доаѓаме од нешто што било engaging апликација и top-down до нешто што можеби ќе го инспирира дизајн тимот и ќе инспирира и здравје Боже целата банка да работи на тој правец. Чисто графичка репрезентација на тоа што го зборев, што има тука за муштеријата. Подобар преглед на money in, money out, на трошоци и на приходи, информирани монетарни одлуки и подобро буџетирање, и што има тука за ING, сатисфакција, лојалност, engagement и така натаму. Уште неколку прашања до оваа фаза. Дали овој нов фичер импактира други делови од искуството? Треба да работиме не во тунелот на одреден фичер, туку треба да видиме и како тој се вклопува во целиот систем, дали ќе има импакт на целото искуство, кои се нашите предпоставки, која е визијата за ова во иднина, што мислам дека е доста битно прашање, поготово ако бизнисот доаѓа и ни кажува правиме прва верзија или правиме MVP, добро, ама како ќе се развива ова во иднина, како ви е планот за да го земеме тоа во предвид? Дали ова што го правиме етичко, зошто се фокусираме на овој проблем, а не на други? Последното прашање мислам доста битно, бидејќи ако ја имате таа дискусија, веќе сте партнер со бизнисот и можете да земете 2 до 3 проекти кои што, хајде да кажам, се надпреваруваат, да ги изанализирате и да го изберете нешто што највеќе ќе има импакт за корисничкото искуство. Сето ова фино лепо се пакува идеално во product requirements документ и од тука почнуваме со следната фаза во процесот. Океј, ги имаме нашите принципи, мермерот, бетонот, знаеме зошто го правиме ова, знаеме дека го правиме правилното нешто, се одиме на последниот слој кој што е да го направиме нештото правилно. Меѓутоа, прво, треба да се организираме, не можеме да работиме во хаос, треба да одговориме пред се на нашиот бизнис, кога ќе го испорачаме ова, кога ќе биде рокот, дали ќе стигнеме се во рокот, нели? Прашањата од типот на организацијски прашања тука се. Кој ќе работи на ова? Кои ќе бидат нашите ритуали? Како ќе комуницираме? Како ќе следиме прогрес? Како ќе го стигнеме рокот, а сепак да испорачаме најдобар квалитет? Како ќе изгледа нашиот roadmap, дизајн roadmap, мислам конкретно тука, и кого ќе вклучиме и кого ќе консултираме. Неколку примери, спомнав проектот за иднината на мобилната апликација, ова се мапирани 7 месеци од дизајн страната на проектот, уште пред да дојде во имплементација. И гледате неколку траки тука. Првата е research, втората е дизајн, третата е стратегија. Чисто го давам како илустрација. И уште една таква илустрација, ова е помал проект, 4 месеци мапирани со сите deliverables кои ќе ги дадеме, артефакти, не знам како да го преведам. Чисто за ние да се водиме, а и за бизнисот да знае што ќе добие, кога ќе добие, и бизнисот да даде фидбек, што ние ќе го слушаме, нели, пошто слушаме фидбек и можеби дури ќе смениме правеци, можеби дури ќе го смениме родмапот.
правиме и стейкхолдер мапа и не ја правиме само за да имаме, туку одиме по мапата, така го викам ја ова, се сретнуваме со сите тие луѓе со кои што треба да соработуваме и од нив учиме, добиваме нови одговори и одиме напред заедно, не одиме напред во изолација, како што го спомнав принципот претходно. Океј, поглаве 5. Како ќе работи и како ќе изгледа, две прашања спои во едно, пошто веќе ми тече времето. Иако двете се еднакво битни. Меѓутоа ќе почнеме од тоа како ќе работи. Сега одиме од документот што ви го покажав горе до flow, до UX flow, до техничко flow, така. Тука веќе не сте сами, со девелоперите го правите ова. Имате нацрт како ова ќе работи. Ова е пример од чет апликација која што правевме. Во главно е визионерски проект, меѓутоа принципите беа искористени и во реалниот продукт. Чисто за илустрација дека почнуваме со ова. Прашањата тука се дизајн прашања. Конечно. Дизајн прашања, нели? Како ќе го решиме проблемот? Кој е нашиот пристап? Кои опции ќе ги пробаме и кои се нивните предности и слабости? Ова се прашања што ако сте сам дизајнер, си ги прашувате сами, нормално, ако сте дизајн тим, заедно го правите ова, имате сесии за фидбек, сесии за критика и ова се најчестите прашања таму. Што мислат корисниците за дизајнот? Правиме во овој момент, може да направиме usability testing, бидејќи веќе имаме некој дефиниран пристап, нели? Кој е нашето ново, идеално customer journey и го споредуваме со старото што сме го имале. И ги крстив хигиена, иако не се хигиена, сака да кажам базични работи. Дали го користиме правилно дизајн системот, дали може би ни треба нешто ново во дизајн системот, дали дизајнот е accessible, дали сме на бренд. Отидовме, значи, од документ до диаграм, одиме сега до како ќе изгледа решението, како ќе изгледа интерфейсот. Ова е аватарот на чатботот кој што го креиравме, има име, има персоналити, дефиниравме дури и стил на јазик кој што ќе го користи, дали ќе се шали или нема да се шали, такви работи. И доаѓаме до интерфейс, дефинираме основни работи, меѓутоа дефинираме и некои, ќе кажам, delightful моменти, како например персоната излегува од овие chat bubbles ти дава пари. Уште еден екран да ви прикажам како можеби четботот ќе ти дава некој туторијал за како да користиш нешто. Сега доаѓаме до тоа кои се техничките лимитации. Дали ова чет бабелот дали ќе може да го напуштиме со четботот? Кои се техничките лимитации? Дали има некоја нова иновативна технологија која може да искористиме? Можеме да направиме експерименти или пилот како лаунч стратегија. Тоа ќе значи не одиме само со еден дизајн, него имаме 3-4, ги тестираме, гледаме кој е најдобриот и така одиме. И кои се легалните лимитации. Само еден пример од Booking, жалам ако очекувавте повеќе, не можам да покажам повеќе. Ова е еден пример каде во EU го имаме копчето Book with commitment to pay. Значи 5 збора во едно копче, огромно копче, го гледате, едва го собира во екранот, едва го собира во интерфейсот, ама тоа е легална лимитација и мора да работиме според неа. Само мал пример, има уште многу повеќе легални главоболки секаде, поготово во Booking. Број на прашања до сега 783. Не ме фаќате за збор, ама од прилика. Волку ќе сте покриеле, ја ви ги давав само клучните прашања. Поглави 6 скоро готови. Тука збориме за деталите и овде ќе го кажам она, деталите не се детали, деталите се дизајнот. Многу битно. И тука ќе има многу близ прашања. Многу back and forth, девелоперите ќе ве бркаат, вие ќе ги бркате нив. Држете се, многу е хаос. Прашањата тука се: дали ги имаме покриено сите edge cases, како ќе изгледа на сите breakpoints, на сите платформи, како ќе изгледа во dark mode, дали е имплементирано како што очекувавме, дали е пристапно, дали е accessible, дали имаме багови. Пример од ING што ќе го измотам брзински, само да видите до кој степен може да оди тоа детализирање и детали во сите можни итерации. Ова е виджет за home screen за iOS,
дефинираме мали, средни, големи, со еден акаунт, со два акаунти, дури стартуваме со виджет за балансна сметка, меѓутоа гледаме дали тоа е scalable и за други функционалности. Идеме напред, го лансираме готово Pixel Perfect, да кажеме предадено, оди лайв и сме готови. Готови сме, така. Да го провериме каунтерот на прашања, 996 прашања сме поминале. Најчесто тука застануваме, меѓутоа идеално треба да направиме евалуација, треба да видиме дали работи последните 4 прашања, дали ги постигнавме резултатите кои што ги очекувавме, дали имаме фидбек од корисниците. Ако работи, што правиме следно? Развиваме некои нови фичери поврзани со основниот фичер, или ако не работи, што правиме? Коригираме или го гасиме? Тоа се прашањата што треба да се постават, тешки прашања се, затоа и често се скокаат. Број на прашања до сега 1000. Може да се прослави, може да се испие што пиете, шампањско случаев. Меѓутоа пред да прославите, пред да се олабавите премногу, олабавите само за неколку дена. Жалам што ќе ви кажам, ама идеме пак. И тоа е животот на дизајнерот, нели? Животот на дизајнерот е тоа и работата на дизајнерот никогаш не е завршена. Идеме пак, меѓутоа добри вести за вас. Колку повеќе циклуси, толку помалку прашања. Се надоврзам на Риста, имате и повеќе интуиција, меѓутоа никогаш не може бројот на прашања да падне на 0. Иако може и како една 0 да го гледате, ама не паѓа на 0. Сите ние имаме слепи точки, дури тие со 10, 15, 20 години искуство, не можеме да се ослонуваме само на нашата интуиција, така да идеме пак на нови прашања и нови одговори. И ќе завршам со нормално еден голем прашалник и ќе ја прашам Сандра дали има прашања за мене.